Штип се солидаризира за младата Сибел која има потреба од финансиски средства за лекување во Турција. Општината првите пари од Солидарниот фонд ќе ги исплати на неа. Солидарниот фонд се полни со средствата од наплата на дел од паркинг местата во централното градско подрачје. Градоначалникот Иван Јорданов посочи дека овие пари ќе се искористат онаму каде што се најпотребни. Дел од средствата кои што се прибираат од страна на сите наши сограѓани кои што го користат паркинг просторот во централното градско подрачје, практично донираат во Солидарниот фонд, од кој што во вакви ситуации можеме да помогнеме на наши сограѓани. Со оглед на постоечкиот правилник, вкупната поддршка се движи од 500 до 1500 евра, зависно од тоа за каков тип на болест, колку дневен престој е практично лекувањето во странство, ќе зависи и од овие податоци, од овие информации во колкав износ ќе може да се одвојат средства од Солидарниот фонд согласно правилникот кој што е на сила. Така да јас посакувам да имаме помалку вакви состојби, но кога веќе е потребна поддршка и помош, Солидарниот фонд ќе биде искористен. Изложби, тетовирања, активности настани со цел да се соберат што е можно повеќе финансиски средства и да се помогне на Сибел. Да, ние како Тату студио се приклучуваме кон хуманитарната акција, веќе во не е прв пат, веќе неколку пати исто организираме тетовирање по промотивни цени за наши сограѓани и издани. Се надам во иднина дека нема да има потреба за никој да се организира вака, али реалноста е таа, па се надеваме дека секој граѓанин што може да донира, имаме поставено кутии во студиото, може да дојде, да донира. И пожарникарите заеднички со дел од вработените во Штипската клиничка болница. Утре на неколку локации во Штип ќе постават кутии и ќе собираат финансиски средства за омирова. Ние како пожарникари, територијалната противпожарна единица, мојата хуманитарна организација Подрака спаси живот и дел од вработените од клиничка болница Штип, кои се и колеги на Сибел. Планираме утре на 5 локации во градот да поставиме кутии од 9 часот до 16 часот, со тоа да покажеме еден хуман гест, да се социализираме и во што побрз рок да успееме да ја помогнеме на девојката. Сега за сега хуманитарната акција повеќе од добро оди. Значи на неколку страни што се собираат средства за луѓето и од диаспората. Сибел Омерова се бори со рак и моментално со дел од нејзиното семејство е на лекување во Турција.